Почитувани, најпознатата дивоградба во општина Карпош напредувала и во деновите на жалост. Надмината е дозволената висина, за тоа нема дозвола, менувани се документи отпосле и тоа во сабота, во неработен ден. Скандалот е доволно познат, а институциите ги нема на терен. Што повеќе е потребно за сомнеш за здружување во криминалот? Почитувани, потребни се одговори. Која е фирмата, односно фирмите ангажирани за најпознатата, најлуксузната дивоградба во општина Карпош, надградба без документи? Дали се тоа фирми добитнички на тендери во град Скопје, дали воопшто има финансиска трансакција кон нив или се работи за противуслуга? Од тука, додека се уште расте оваа дива надградба, уште еднаш повикуваме инспектори од урбанизам од општина Карпош, но и Државниот инспекторат за урбанизам да излезат на терен и да направат увид и записник за фактичката состојба, дали висината на оваа градба е во рамките на ДУП-от за општина Карпош и дали има одобрение за надградба или се работи за класичен криминал. Почитувани, пишувани се казни на луѓе заради немање табла пред објект каде што се гради, каде што се изведува, зошто Петре Шилегов е привилегиран. Прашањата се нижат, а одговори нема ниту од Шилегов, ниту од институциите, што раѓа сомнеш за злосторничко здружување. Молкот во случајов значи злоупотреба, но властување и на служба. И тоа е кривично дело.